сака да кажеш мотособир ќе ти направи. Окей, види, поентата на младото е дека некој треба да се грижи за вас. Ти усовреќе се грижите за паркирање. Влеземе унутре. Ајде да влеземе. Вие се грижите у негативна конотација. Жестока дебата помеѓу представниците на мотоклубовите и градскиот татко Петре Шилегов за намерата да се наплаќа паркинг за мотори. По протестот пред општината, Шилегов прими неколку представници на моторџиите и пред медиумите во жестока атмосфера ги изложија своите ставови. Зошто правите проблем од единственото нешто што не ни е проблем, прашаа моторџиите. Те молам, значи, навистина, се обидувам да бидеме конструктивни. Идејата... Кај ви исклучи проблема дека е проблем? Имам 289 јавувања од граѓани со проблеми со мотори. Во ред? Океј. Значи, ако некој го проблематизирал, јас сум должен да го гледам и затоа ве викам вас, дајте да го погледнеме заедно. Паркинг не сакаме да се наплаќа и тоа е тоа. Не сакаме да се бележи. Значи, Не треба да се тоа разговара. е тоа. Денеска сме дојдени за тоа и сакаме тоа да се реши. За да има понатаму нели разговори, за да се дае волја да се помогне на нас. Ако не се помогне, што мислам кој е поентата да разговараме поише за други проблеми, ако не слушате ви едноставно. Не ве слушам, како не ве слушам. Например, може би за 5 денара на сат ќе добиете гаранција за безбедност на мотор. Може би. Се договорија дека од утре ќе се договараат. Шилегов остана на ставот дека сообраќајот мора да се регулира и дека за моторите треба да се плаќа 5 до 7 денари од час. Моторџиите пак категорични не прифаќаат таква одлука. Сакате прва година да биде гратис, а во меѓувреме да ги пегламе работите, вајде е доволна проекава, вајде е доволен револтат, за уште одма да знаете дека ова не треба да го пеглате, него не треба да продолжите. Не треба да Само една работа да ви кажам, јас целосно разбирам начинот на живење ваш. Меѓутоа мислам дека мене ми е должност малку повеќе да гледам од индивидуалните начини на живење. Од утре 5 представници на мотоклубовите ќе одат на работни состаноци со Шилегов и неговиот тим. Градскиот татко им вети на моторџиите дека нивниот глас ќе биде земен во предвид за идното сообраќајно решение, но остана дециден дека ново решение мора да има.